Почитувани колеги, со амандманот бараме да се обезбедат средства во висина од 120 милиони денари за проектирање и изведба на канализација за подрачјето во населено место Бел Камен и населено место Кучевишка бара, општина Чучер Сандево. Што е суштината со овој амандман? Тука се случува едно преклупување на надлежности, каде што конкретно граѓаните кои што живеат во овие две населени места, тоа му доаѓа географски како во општина Бутел, но ги имаат надлежностите на општина Чучер Сандево. Се работи за големи населени места кои што навистина имаат субстандардни услови за живот, во кои што овој проблем е нерешлив доколку нема интервенција од владата. 12 месеци има нова локална власт во општина Бутел и градоначалникот Дарко Костовски пробува со сите сили и со сите можности да најде решение на овој проблем, но заради силата, финансиската моќ и на општина Бутел и на општина Чучер Сандево едноставно невозможно овој проблем да се надмине доколку нема интервенција од централната власт. Она што е особено важно и кое што сакам да го нотирам, тука има неколку ветувања на политичарите од централната власт кои што не се реализирани, односно кои што биле давани лажно. Едно е ветувањето на Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, кој што е неколку пати носител на изборната единица 2 и кој што на секои избори можете да го отворите тоа, дали е парламентарни, председателски, дали е референдум за промена на име, дали се локални избори во 3 наврати од кога тој е функционер на партијата, го дава ова ветување, односно оди на местото им ветува на граѓаните дека ова ветување ќе биде реализирано и дека ќе биде решено. Еве денеска, неколку години после од кога прв пат е дадено ова ветување, граѓаните на Кучевишка бара и Бел Камен се уште не може да најдат решение на овој проблем. Затоа ве замолувам да најдеме начин да обезбедиме средства за токму овој проблем да биде решен и да биде надминат. Затоа што не е нормално да имаме населени места кои што се толку големи, колку што живеат повеќе од жители во некои други населени места во градот Скопје, да немаат вакви услови за живот. Затоа ние сметаме заедно со колегата Петрушевски и Мисајловски дека 120 милиони денари може да се обезбедат од буџет од 5,3 милијарди евра и овој проблем да биде решен. Не е во ред да ги казнувате граѓаните заради тоа што убедливо сте загубиле на избори во општината Бутел. Но и да не сакате ова да го прифатите. Сакам да ви кажам две работи. Прво, ние како политичка партија сме отишле таму и сме им го ветеле на граѓаните. И тоа ќе го реализираме. И тоа да им биде јасно на сите. Само ќе изгубите време и нема да направите ништо. Ние сме го ветеле и ќе отидеме таму и ќе го реализираме. Да знаете тука и да знаат граѓаните и на Кучевишка бара и на Бел Камен. Втора работа, која што сакам да ја кажам тука. Ако сега не се обезбедат средства, ќе треба да отидете таму и да им го кажете тоа на луѓето. Не да ги лажете, не да ги влечете за нос, не да им кажувате како што им кажувате на сите краеви од Република Македонија дека ќе се среди, само што не било, само што не се решило. Да отидете таму и да се соочите со граѓаните. Она што е уште поважно од ова што ви го кажав сега, имаме изјави каде што наши функционери биле таму и го ветиле. Ако вие сега не го одобрите ова и ако одбивате да помогнете, покрај тоа што ќе си го добиете резултатот од народот, ВМРО ДПМН ќе најде решение и овој проблем ќе биде надминат. Затоа што нема да има повеќе заборавени места и ние тоа сме го ветиле. Затоа сите заедно треба тука сега да интервенираме. 120 милиони денари не се многу пари. Тие две населби не треба повеќе да завршуваат во лабиринтите на администрацијата, кој е надлежен, кој е ненадлежен. Таму има двајца градоначалници кои што се подеднакво засегнати. Едниот е Комненовиќ Сашко, кој што е градоначалник од СДСМ, а е градоначалник на општина Чучер Сандево. Треба да се најде заеднички јазик и овој проблем да се надмине, затоа што тие протести кои што беа таму правени и организирани од местното население беа двајцата градоначалници присутни. И двајцата градоначалници го ветија дека ќе направат се што може да овој проблем да биде решен. Затоа сметам дека треба како пратеници да најдеме начин ова да биде изгласано и за да биде поминато и овој проблем да биде решен. Благодарам.